Почитувани граѓани на општина Ѓорче Петров, почитувани представници на медиумите, почитуван градоначалник, колеги министри. Во изминатите 3 години владата на Република Северна Македонија во тесна соработка со локалната самоуправа спроведе стотици и стотици проекти од најнепосреден интерес за граѓаните. Во места каде што живеат и на улиците каде што се нивните домови. Тоа ја прави сосема видлива разликата од претходниот период. Вложуваме, градиме и се грижиме. Во инфраструктурата се реализираат проекти како никогаш досега. И во време на оваа криза со COVID-19, инвестициите во инфраструктурата продолжуваат. Денеска сме во општина Ѓорче Петров, заедно со заменик министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар и со дополнителната заменичка министерка Санела Шкријелј, со градоначалникот Наумовски, да направиме обиколка за да видиме каков е текот на работите за изградбата на градинката во Волково. Градежните работи стартуваа на почетокот на февруари и после 18 месеци која ќе биде готова, градинката ќе прими 175 деца. Според проектот станува збор за современа градинка, енергетски штедлив објект по сите стандарди. Градањето на овој капитален проект се движи со одлично темпо и според динамиката, предвидено е да се заврши во предвидениот рок. Секоја дете заслужува шанса за правилен детски развој и заштита. Во изминатиот период инвестиравме во 44 градинки и објекти за ран детски развој и создадовме услови за квалитетно сместување на 3000 предучилишни деца. Дополнителни 15 милиони евра се обезбедени за нови инклузивни и енергетски ефикасни градинки, кои ќе значат нови 7500 места за згрижување на деца во градинките. За само 2 години се изградија, се обновија и реновираа повеќе од 70 објекти, градинки и детски центри во целата држава, во градовите, но најважно и во руралните средини. Ги ослободивме од плаќање надомест за градинка самохраните родители во социјален ризик. Системски го решивме прашањето за бесплатно вклучување во предучилишното образование на децата роми од семејствата во ризик. Квалитетно предучилишно образование подразбира и мотивиран стручен кадар и затоа со реформите направивме историско зголемување на платите на воспитувачите за 27% или во просек за 5774 денари. Секој дете заслужува грижа за негов непречен, емоционален и психофизички развој. Грижата за децата е грижа за нашата иднина, иднината на сегашните и на идните генерации. Затоа наша посебна грижа се решавањето на инфраструктурните прашања и на училишните објекти. Затоа како дел од нашата денесна посета на општина Ѓорче Петров, го вклучивме и увидот во работите на доградба на училиштето Димитар Поп Георгиев Беровски во населеното место Хром. Во меѓувреме таму успешно ќе заврши реновирање на кровната конструкција, а во дворот на ово училиште заедно со Агенција за млади и спорт се гради уште еден капитален проект – пливачки базен. Тоа е уште еден значаен придонес за спортски активности и за негување на физички здрави генерации. Општина Ѓорче Петров е една од најактивните општини во однос на важни проекти за граѓаните. После 60 години граѓаните од Волково и Орман добиваат спортска сала во основното училиште Јоаким Крчовски, во која учениците од 1 септември ќе ги имаат најдобрите услови за физички активности и за спортување. Малското собирање и дружење на ѓорчевци е синоним за оваа општина. Со поддршка на Министерството за финансии и со поволен заем од Светската банка, наскоро полн сјај ќе се врати во функција познатото Корзо, кој покрај паркот во Ѓорче Петров беше еден од најпознатите шеталишта во Скопје. Во изминатите нецели 3 години во општината во континуитет се работеше на подобрување на условите за живот низ целата општина. Во Дексион е поставено ново улично летосветлување, а населбата добива нова фекална канализација долж улицата Црногорска. Во градинката Кокиче инсталирани се нови инвертер клими, а во делот на животна средина засадени се 80 нови садници и обновена дел од зелената површина.
Владата во соработка со општината Ѓорче Петров реализира низа други капитални проекти, како што се санација на патишта, се реконструираат над 60 улици, меѓу кои реконструкција на патот Волково-Кучково, а се гради и кружен тек во Волково. Ја завршуваме оваа посета со уверување дека ветеното се исполнува и дека во врвот на грижата се граѓаните и нивните непосредни интереси. А уште еднаш да ги уверам и граѓаните на Волково и на општината Ѓорче Петров, градоначалникот, советниците, дека ќе имаат целосната поддршка на владата на Северна Македонија да реализираме уште многу вакви проекти како што направивме во изминатите 3 години и се надевам дека наредната година овде на истово место пред една од најубавите градинки не само во Скопје, туку и во Северна Македонија ќе означиме почетокот на работата која ќе ги видиме и првите дечиња овде од Волково и од општината Ѓорче Петров. Благодарам на вниманието.